Времето од 60 на дена од стапувањето на одлуката за собирање на ѓубрето во пластични вречи во Скопје е недоволно за да би можеле да заклучиме дали новата ориентација е ефикасна или не. Реакциите на граѓаните се различни. Некои со доверба ја прифатија новата технологија за собирање на ѓубрето, други не мислат така. Како и да е, факт е дека новиот начин на собирање на ѓубрето неподготвени го дочекаа и граѓаните и комуналец. Постапката влегува во фаза на својата реализација и се додека не се оствари во целост, ќе имаме и вречи преку цел ден из градот, и расфрлано ѓубре, и загадена околина, и нечист град. Познато, примената на пластичните вреќи во привременото сместување на сметот што се создава кај индивидуалните домаќинства и организациите на здружен труд отпочна од 1 јануари од оваа година. Под привремено сместување на сметот во пластични вреќи се подразбира сместување на сметот, се до нивното подигнување од страна на работниците на ОЗТ комунална хигиена и транспортирање на истите до депонијата каде трајно се депонира преку нивното нивелирање и санитарно сместување. Можам да кажам дека почетните резултати до 10 јануари према наша замисла не задоволува, а тоа може да се констатира и од следните податоци. На 2 јануари подигнати се вкупно некаде околу 1775 полни вреќи, на 3 се покачуваат бројот, а тоа изнесува 3580, на 10 веќе имаме околу 13600 полни вреќи подигнати и на 11 15892 полни вреќи. Тоа дава за гаранција дека граѓаните постепено прифаќаат новата технологија на изнесување на сметот и сметам дека почетните резултати во почетокот се задоволителни. Во новите згради на градскиот зид за собирањето на сметот се користеа вертикалните цевки. Сега, по новата ориентација, постојат реакции од некои граѓани во однос дека во цената на станот и тој елемент е вклучен. Би ве замолиле да ни кажете нешто повеќе околу овој проблем. Секретаријатот за урбанизам, комунални работи и сообраќај при општината на град Скопје со измена и дополнување на одлуката за одржување чистотата на подрачјето на општината на град Скопје, а со оперативниот план за изнесување на сметот определи изнесување на истиот да се врши со пластични кеси. Вертикалните цевки вградени во објектите кои се употребуваат за спуштање на сметот се предложи да се затвараат од причини за подобрување хигиената на објектите, бидејќи покрај создавањето непријатни миризби беа и причинители на загадување за кои најарни свидетели беа жителите во оваквите објекти. Вертикалните цевки и понатаму ќе останат како составен дел на споменатите објекти, а чие затворање услед донесувањето на одлуката од причини што сметот не беше прихваќан во завршниот дел од цевката, бункерскиот простор, автоматски или по пат на вакуумирање, за кое се подготвуваат одредени студии, меѓу кои е и шведската метода с која се планира да биде експериментална изведена во новиот дел од населбата Аеродром, која треба да се гради во наредниот период. Сметаме дека досегашниот временски интервал при собирање на ѓубрето треба да се ограничи на ден или максимум 2. Ѓубрето да се собира или ноќе или во раните утрински часови, бидејќи во спротивно повторно ќе имаме лоша слика на градот. Овие моменти се едни од компонентите дали ѓубрето и понатаму ќе представува проблем или не. Во целата операција околу собирање на ѓубрето вклучена е и комуналната инспекција, која ги казнува несовесните продавачи, граѓаните, а и комуналец. Присуствувавме на дел од нивната работа.
Дали знаете да треба да отстраните кантава за џубре и да се снабдите со специјални вречи за собирање на ние тоа вречи? џубре? Имате. Зашто ќе го палиле овдека овие отпадоков овде Па карти кутиите и нема каде работи? ги ставаме и можеме да ги палиме. Морате вие да ги имате вие магацин или за ставање на кутиите, за амбалажата и така. Кој ви одобри, кој ви каже да го палите џубрето? Аз не сум го запалила, колегата. Колегата, ама вие треба да му Колегата, кажете, вие колега. вие треба да му кажете на колегата дека со одлуката на собранието на град Скопје, да не смеете да палите на општествено недозволено место. И прво вие треба да се отстраните кантата, нели веќе со Во новата, кантата не ставаме ни џубро. Ема Имаше каде ви кеса. речете? Зашто ја И држите? кеса имаше, ама Кај ден. ви е Сега, кеса? вие се вие што имате направено. Погледайте сега, ово ги имате тотално уништено. Со вашиот онако сте упропастиле целата зеленило тука. Дали колегата или вие тоа е исто? Видите, сега ние ќе ви изречеме на намандната казна, со која уштеност вака да не се догоди. Добар ден. Ние сме од Општа комунална инспекција на град Скопје и сме дојдени. Дали вие знаете дека од 1 јануар се воведе нова одлука на собирање на џубрето и дали имате вречи пластични за собирање на џубре? Не. Немате. Зашто до сега ево веќе измина скоро 2 месеца од кога веќе уведена тата новата технологија за собирање на џубре? Зашто до сега не сте се снабдиле и зашто вака имате расфрлено овие кутии, амбалажи и тие работи? Ние немаме затоа што нашиот карактер на работа не е за вречи да се собираат. Тоа е коски, тоа е амбалажа. Ми имаме бункер овде, унатре имаме канта која собираме Да. и право бункер го оставаме. Добро, кога имате бунчер, зашто тогаш тука се ги оставиле? Абе, душо, Зашто не ги сега однесете? истоваравме роба. Сега Ама не е дето во чисте, трпот, даден, ваде. Како може друго да биде Ама не сметено е чисто? просто тоа вак. Е, не, И тоа не е... минатиот пат се казнуваме за иста работа. Ама не е само од нас тоа на крај крајшта, него и сега ние Чи не се можеме овие да се- кутии? Чи се Кутии. овие кутии? Кој? Овие. Тоа е бана, што значи? Бана. Е, ова е наша. добро, кутија. Е, овие, Ова чила. Тоа не е наше. сега Тоа е на видите. фурнаджи. Е, викни ти лучето. Дозволи, брашново чиво е. Нему е. Па не работи никој со брашно. Волам, ја Сем брашно вие. тука не фрлам, бидејќи брашно не фрламе ние. Ова е брашно, може да биде вчера кога растовараше камено, друго ништо. Шефе, не може да друга продавница нема што работи. Од тука не. Кој дечко? Од кај нас не. Ги фрли овие, Кој? овие кутите. Дечкото, да? Овој Да. дечко? Да. Дечкото ја фрли, вие го видовте? Да, јас од Дечкото вика да он не ги фрли овие кутии. дечкото и тоа со количката, Видите? да кога дојде ги фрли. Сега. Тој ги Затова. фрли. Ич, Ние сме се снабдиле на време со вреќе, со се. Сио собираме џубрето вреќе и го каме. Ич, оди да видиш ич. ти ги фрли овде со количката. И не сакаме да имаме Со поличка поради кутија. ова, јас нарочно да ги имаме чистено овој мој круг позади и им реков идем да не фрла џубре дека тие пак си продолжија. И ние си немаме ваки пати. Шефе, ќе бидете казнати мандатно. Минатиот пат се казнуваме за иста работа и пак ќе ви казнеме сега. Е, добро, сега сите од ден тука го фрлат џубрето, и тој таму, разбираш, и се ние ќе бидеме казнати тука. Вие ќе бидете казнати затоа што е кај вас џубре. Па ние не можеме Вие стража да меѓу- бидеме Вие овде. меѓу вас не може да најдете. Ама стража ли ја ќе бидам овде? Заеднички Унатре јазик ќе наш работам вие ќе овде бидете вечера. казнувани. Како кај вас само џубри има? Зашто таму нема? Овде веќе има вече до џубре. А не може да има Ево да се гладиме, ево да ќе го собереме вече до џимето го. Ќе го соберете. Ветерот малку да дувне и право тука иде џубрето. Вече Бидете бидете казнати мандатно. И од самите продавачи се гледа дека се недисциплиновани, меѓутоа има и дисциплиновани. Прописно треба да изгледат вака пакувани вреќите, отпадното ѓубре да се стави вон. А не како оваа слика што ја гледаме од другата страна. За подигањето на ѓубрето, редовно комуналец е должен по оперативниот план на градот да го подига. А комуналец ако не го подига редовно ѓубрето, има и за него казни нешто? Да, против комуналец поднесуваме пријави до судијата за прекршоци и судијата превзима мерки и ги казнува према прописот што е предвиден со одлуката на градското собрание. Ваквата слика, значи, ова е нередовноста на подигањето на сметот од страна на комуналец и
за овие нередовности ние поднесуваме пријава до судијата за прекршоци против комуналец. Недостатоци на ваквиот начин на изнесување на сметот би биле во брзата промена на навиките на граѓаните од досегашниот начин на изнесување на сметот со помош на канти и новиот начин пластични кеси, ако може да се смета за недостаток, потоа присатноста на одврзани и растурени вречи од градот, кој е резултат на непочитување на даденото соопштение и упатство по однос на изнесувањето на пластичните кеси од граѓаните и однесувањето понатаму од страна на комуналното услужно предпријатие Комуналец Скопје. Добрите страни би се состоеле во побрзото транспортирање на сметот до јавната градска депонија од страната на буката стварана при подигнување на кантите и контейнерите, спречување на миризбата и нечистотијата или општо земено обезбедување на поголема хигиена во градот, што е допринос кон очувување на човековата околина. Единствениот предлог за поголема ефикасност би се состоел во доследното спроведување на одредбите од соопштенијата и упатството за примената на пластичните кеси со подеднаква важност како за граѓаните, така и за комуналното услужно предпријатие Комуналец.